ја красиш Македонија. Ова црвено-црно срце кое го гледате позади мене на зидот во нашето студио е од две различни генерации, некаде 71-72, оваа генерација доле предводена од Мето Спасовски као капитен на Вардар, Ванчо Балевски, Мечкаров, Диме Ѓоргиев, Лазар Плачков, Шуица, Кајганич, Младен Андреевски, Јаневски, Боро Узунов, помладиот брат од Спасовски го кажав. И шампионската генерација на Вардар 86-87. Сите овие фудбалери биле бодрени од јужната трибина. Еве јужната трибина позади е полна, ја гледате, со еркерите. Значи, таа јужна трибина се јави сега. Јужна се јави на нашите бойци. Јави се јужна се јави. Тоа е најважното во овие моменти и најважното кое треба да ги подржи вардаровите фудбалери и оние кои ги водат. Во таа насока Вардаровото срце чука со праволигашки ритам, оди Вардаровиот воз полека, ама сигурно кон првата лига. Лично многу ме израдува ставот на Гачевски, ќе го повторам, кажав и пак ќе повторам и ќе повторувам и во наредните емисии дека Вардар играчите, фудбалерите нема никого да молат, дека ќе играат, дека стојат цврсто и сакат да влезат во првата лига. Тоа е најважното. Остануваме да живееме со тоа, остануваме да живееме со овие спомени на овие две генерации, остануваме да живееме со убавините кои Вардар ги носил во минатото. И се надеваме дека оваа генерација предводена од Гачевски ќе испише една нова историја, можеби не вака во печатено издание како што направил Ивко Панковски во минатото, меѓутоа она што го најавија дека ќе има документарен филм за Вардар и тоа е историја. Момчиња, ајде, одиме кон првата лига, пишуваме нова историја, ја олицетворуваме во еден нов документарен филм кој ќе го исфрли Вардар повторно таму каде што му е местото. Понекогаш кога ќе се случеше да затее јужната трибина, од таму е излезен и слоганот "Јави се јужна" од запад, кај што се Вардаровите комити, најогнените навивачи на кои Вардар им е длабоко во крвта, па да не речеме и од источната трибина и од северната, доваѓаше хукот или повикот "Јави се јужна". Ете, од таму доаѓа тоа и тоа е дел од Вардаровата историја. Ова што го видовте, мои драги вардарци, и сите кои го сакаат Вардар и го носат во душата и срцето, беше повикот до старата клапа на Вардар која го сака од старата јужна трибина. Во една од нашите претходни емисии наменети за Вардар и за сето она што се случува околу Вардар. Реакцијата беше многу брза, конкретна и луѓето од старата јужна трибина ги свртеа телефоните, фейсбуците, месенџерите и се што е неопходно за комуникација и пристигнаа добри вести до продукцијата на Скок, кои велат дека старата комитска гарда, дека луѓето кои го сакаат Вардар сакаат да помогнат. Значи, зборуваме за конкретна помош, зборуваме за една мала финансиска инекција, која исто така ја експлоатиравме, ја образложивме и која со Господ напред, деновите пред нас, да не речам, можеби седмица и две, додека сето тоа и папиролошки се среди, ќе има еден мал дел од сето она кои младите Вардарови, деца, витези, кои ги искршија своите нозе да ги освојат сите овие пролетни бодови кои го донесува Вардар на челната позиција во втората лига, да добијат дел од заслуженото. Тоа се најави
тоа се добри вести, тоа е нешто во кое ние веруваме дека ќе се оствари, а посакуваме и вие да верувате и да се оствари. Втората работа за која сакам да зборувам е дека има идеја во сите овие комуникации и поддржувачи на продукција на Скок, кога е во прашање Вардар и неговата состојба, имав контакти, имав прашања, одговори, имав конструктивни муабети на таа тема со многу луѓе, меѓутоа еден од нив многу ме израдува и посебно ми значи јавувањето и обраќањето на славниот коментаторски ас Атанас Костовски Таско, кој на негов начин е цел живот поврзан со Вардар. Популарниот Таско, инаку е на мала дигресија, е кум на неделниот спортски магазин Скок. Де факто Атанас Костовски, нашиот Таско, го каже името, го крсти неделниот спортски магазин Скок, и од тука е тој можеби флуид, долгогодишен наставна спортските новинарски води кои долго време не врзуваат и посебно мундијалите, земајќи ги нас двајцата, јас и Таско, сме убедливо на високо на листата со 15 купни мундијали, 16 мундијали во тоа. Не се, ирелевантно, се враќаме на Вардар. Идејата на Таско кумски, една кумска замолница до мене како непосреден автор и дистрибутер на вестите на се тоа која тимот на Скок го продуцира е Вардар, односно вардаровите фудбалери, овие златни црвено-црни момчиња, да се вратат и да играат на градскиот стадион во финишот на втората фудбалска лига. Искрено и ние како продукција Скок размислуваме за ова идеја да го предложиме ова и да видиме што може тука да се стори, бидејќи очигледно интересот околу Вардар се зголемува, се гледа и околу дадената поддршка од други електронски медиуми, веб страници, пренесени текстови од нашата продукција и така натаму, секако и гласот на фудбалерите пренесен преку голманскиот ас Гачевски, кој недвосмислено, храбро и во негов стил кажа дека фудбалерите ќе играат до крај и ќе направат се за да го внесат Вардар во првата лига. Во таа насока, секоја чест, секоја чест за Гачевски, поддршка за неговите зборови, за неговата храброст, за неговите емоции и за сето она кое го кажа во интервјуто, во кое пренесе таа атомска енергија на фудбалерите на Вардар, на овие млади момчиња, дека се решени додат до крај. Ние сме тука заради тоа да дадеме наш сапорт и во тој контекст идејата на нашиот кум Атанас Костовски е да продолжите во финишот на втората лига да играте на градскиот стадион, да дојде поголем дел на публика, сето она кое полека се создава околу Вардар, кое се креира со сите овие луѓе кои долги години кои сакаат Вардар и кои сега отворено најавуваат дека се финансиски скромно да помогнат во целата оваа ситуација, пред се за долгот кон фудбалерите. Зборуваме за тоа да бидеме прецизни и јасни. Идејата на продукција Скок, која ја пренесувам јас пред камера, е 14 април, големото дерби против реномираната екипа на Гостивар, против конкурентот за борба првите челни места, да се одигра на градскиот стадион. Зборуваме за ден петок, кога е според календарот на Фудбалската федерација закажан овој надпревар. Тоа е убав празник, државен празник, Велики петок, денови велигденски, кога очигледно дека и ќе има поголем интерес од вардаровата публика да му помогне на Вардар, да помогне на фудбалерите во овие тешки моменти и да можеме да сите помалку да дадеме свој принос Вардар да издржи на овој прволигашки колосек, да остане таму каде што е и да напише една нова историја. Кога сме веќе кај историјата, подготвувајќи се малку за овие емисии од мојата лична спортска библиотека, убаво се потсетив нова монографија на Вардар во која е собран голем дел од историјата на Вардар, издадена некаде 92 година,
посветена на мене од коментаторот, радиокоментаторот, славниот, за жал покоен Ивко Панговски, кој речиси цел живот низ брановите на Радио Скопје ги пренесуваше во живо надпреварите на Вардар во тогашната прва сојузна фудбалска лига, од големите надпревари, од големите настани, каде што Вардар ја пишуваше својата историја во оваа книга, олицетворена со фотографии, со убави инсерти, со еден куп моменти и така натаму. Од оваа монографија е идејата за најавната одневната шпица на нашата емисија. Зборувајќи за тоа, еден убав фрагмент. Еве го Вардар, кога бил во Лигата на шампионите. Да не се заборави. Ова е пресвлезница. Вардар со Беритаун. Градски стадион Скопје. 16 јули 2003 година. Ете, Вардар треба да се врати на овие патики. Со Господ напред, тука сме да дадеме подршка на Гачевски и другите црвено-црвени златни момчиња да можат да го исполнат овој сон на сите навивачи.